ставот на друштвото е дека за вакви обширни прашања треба да се отвори една широка јавна дебата во која ќе учествуваат и творците на законските решенија, меѓутоа и стручњаците кои што се занимаваат со оваа проблематика, па така да дојдеме до она што ќе биде добро за сите, до вистински закон кој што на вистина ќе го штити македонското културно наследство. Ни пречат нешта кои што едноставно нам ни ги врзуваат рацете во работењето, а оставаат простор за криминално работење. А дали МАНТ реагираше и вака до обвинителство на некаков начин? Не можевме додека немаше готова пресуда, значи не можевме ние да реагираме на соодветен начин, затоа сега може би ви делува задоцнато, меѓутоа ние не мислиме така. Сакаме да излезе нашата реакција до јавноста, а преку тоа и до обвинителството. Вас ве има од различни институции од Македонија. Имате ли некаква доза на страх, на сумња дека после ова може да има и реакција? Таа доза на страв секогаш постои, меѓутоа се надеваме дека сме веќе доволно возрастни и храбри, свесни за постапките што ги преземаме, па се надеваме на добар исход, а не на нови репресии врз македонската археологија. Да, нашите колеги со години си работат во оваа професија, значи тие беа дел од тимовите што или раководители на тимовите што го открија тоа културно наследство, кој што го донесоа од разни археолошки локалитети тука во музеот, го документира, го сместија во музејските депоа. Потоа тоа исто културно наследство беше дел од неколку изложби, па дури и меѓународни. И кога се случи кражбата, беа обвинети, значи, раководителите, кои што се затекнаа во тој момент на такви раководни функции. При тоа кај обвинетите не се најде ни еден доказ, ниту едно парче археолошки материјал, ни еден артефакт, за да може да се тврди дека се тие сторители на кражбата. Обвинителството никогаш не посочи кој го украл археолошкото богатство.